Граѓаните често реагираат дека главниот град Скопје е валкан неизметен на контейнерите полни со отпад. Контейнер. Оваа направа во цел свет функционира многу едноставно. Граѓаните во него фрлаат отпад, а комуналните предпријатија кои што ги плаќаат граѓаните го носат и го депонираат во депонии. Но кај нас ова е нешто митско. Во него само се става отпад и многу ретко се изнесува. Но градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска не се согласува со мојата забелешка за фреквентноста. Вели се исто како и пред многу години. Градот Скопје функционира, односно комуналното предпријатие, јавното предпријатие, комунална хигиена, работи идентично подеднакво како што работела и во сите изминати години. Значи секојдневно во оние денови од неделата кога за истото нормално треба да излезат на терен и да го завршат истото. Таа проблемот не го гледа во функционирањето на ЈП комунална хигиена. Според неа во последниве години драстично се зголемил волуменот на отпад околу и во контейнерите. Се случува да имаме ситуации каде што комунални предпријатија или пак приватни субјекти кои што ги собираат овие отпади од домаќинствата, односно од правни лица, истите не ги изфрлаат во Дрисла како единствената санитарна депонија во Македонија, а сега бидејќи имаме навистина ригорозни санкции и успеваме да ги детектираме сите оние депонии каде што се обидуваат да ги депонираат и таму се следат кривични одговорности, тие во часовите наоѓаат кога има некој измеѓу период и истото го вршат како празнење во контейнерите. Арсовска вели дека комуналната инспекција во град Скопје работи турбо и дека таа има двојно повеќе инспекции и казни во споредба со сите останати такви инспекции од целата држава. Така секоја општина има свој инспекторат, така секоја општина има своји инспектори кои што за жал треба да се на терен и да постапуваат. И исто така секоја општина има свои комунални предпријатија кои што исто така треба да работат. Арсовска вели дека улиците редовно се метат, но дека само по неколку часа тие повторно се валкани. Не сакаше да даде оценка од 1 до 10, каде 10 е највисока, за тоа колку Скопје е чисто.